Во ловот на гласови на се посиромашниот граѓанин. Најмногу пари собрала СДСМ, најмногу потрошила ВМРО ДПМН. Компаниите најдарежливи кај ДУИ. Во партиските програми силни ведувања за поголеми плати и стандард, а според Евростат во 2014-та секој трет македонец немал пари да излезе на кафе или фамилиарен ручек. Добро вечер. Топ тема на ваша страна и вечерва во предизборен формат. На средина од изборната кампања анализираме што слушнавме досега, какви ветувања. Наши гости вечерва се академик Абдулменав Беџети, универзитетскиот професор Ненад Марковиќ и политичките аналитичари Сашо Ордановски и Владимир Божиновски. Ко домаќин и вечерва со мене во ова предизборно издание на Топ тема на ваша страна е Оливера Трајковска, а почуваме веднаш по паузата за комерцијални реклами. Уште само една недела им останува на 11 партии и коалиции кои влегоа во изборната трка да се обидат да освојат дел од гласачите. Првиот пресек на тоа колку пари потрошиле покажува дека не штедат во обидите да допрат до секој граѓанин да ги освојат што повеќе можна поддршка. Колку пари се потрошени и на што, како вовед во вечерашната дебата со нашиот форум кој што го најавив, изборен фактограф за трошењето на партиските пари од колегата Огнен Чанчаревиќ. Изборната кампања за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември е на добар пат да биде најскапата во историјата на самостојна Македонија. Партиите вчера во ДИК ги доставија финансиските извештаи за досегашниот тек на кампањата и во нив може да се види дека досега се потрошени над 1 милион евра за реклами и за митинзи. Како и на минатите избори во 2014 година, најголем трошаџија е владеачката ВМРО ДПМН. Годинава ДУИ се далеку поштедливи, а опозицијската СДСМ настапува со сериозен буџет за разлика од пред 2 години. Кај ВМРО ДПМН, ДУИ, СДСМ и ДПА, парите за кампањата се собираат со донации од граѓани и фирми и од членарина. Меѓу донаторите се луѓе од потесното раководство, членови, симпатизери, граѓани и понекоја фирма. Според доставеното, СДСМ има помал број на донатори, но тие се далеку подарежливи од оние на другите партии, а ДУИ најмногу од донациите има добиено од 2 фирми. 427 донатори дале вкупно 121.000 евра за ВМРО ДПМН, додека СДСМ од 194 донации собрале 156.000 евра. Кај ВМРО ДПМН донациите варираат од 2.500 до 89.000 денари, додека кај СДСМ има донации во висина и од по 180.000 денари. 2 фирми имаат донирано 30, односно 25.000 евра за ДУИ, а десетина граѓани по 150.000 денари. Кај ДПА, кој годинава настапува со најмал буџет од овие 4 партии, собрани се 10.000 евра од 7 донатори. Најмногу пари дал преседателот на партијата, Мендух Тачи. За да се покријат трошоците, ДУИ повлекла 1 милион денари од сметката на партијата, додека СДСМ ги префрлиле парите собрани од членарина, околу 380.000 евра. ВМРО ДПМН веќе во негатива од 600.000 евра, бидејќи потрошиле далеку повеќе од тоа што го собрале од донациите. Кај другите 3 партии, салдата на сметките се уште се позитивни, а најмногу останато за трошење има кај СДСМ, нешто над 200.000 евра. Мора да се напомене дека изборните сметки на партиите се отворени и дека донации се примаат до последниот час од кампањата. Од останатите партии кои учествуваат на изборите, најголем буџет има коалицијата ВМРО за Македонија, нешто над 75.000 евра. Зад нив е БЕСА со досега пријавени 67.000 евра, главно собрани од донации. Коалицијата за промени и правда имала приходи од 23.000 евра, либералната од 7, а Левица собрале околу 100.000 денари, исто така од донации. Гледајќи кој колку троши, ВМРО го држи врвот со потрошени 717.000 евра. Кампањата на СДСМ досега чинела 321.000 евра, на ДУИ 87, а на ДПА 7.200 евра. Заедничко за сите партии е што најголемата ставка кај расходите се рекламите. 462.000 евра платила ВМРО ДПМН, 289.000 СДСМ, 77.000 ДУИ, а 6.000 евра ги чинеле рекламите на ДПА.
Споредено со првиот дел од кампањата во 2014 година, може да се забележи дека расходите на ВМРО-ДПМН се речиси идентични. ДУИ ги има намалено трошоците, а СДСМ има потрошено двојно повеќе пари. Тогаш владеачката партија во првите 10 дена потрошила 716.000 евра, од кои што 615.000 евра биле за реклами. ДУИ потрошиле 310.000 евра, од кои што 294 за реклами. СДСМ ги чинела 131.000, од кои 88.000 биле за реклами, а ДПА минале најефтино, со нешто од над 2.000 евра. Според официјалните податоци кои се на располагање, предизборната кампања во 2014 година ги чинела 4 најголеми партии 2,2 милиони евра. Најмногу пари потрошила ВМРО-ДПМН 1,4 милиони евра, кампањата на ДУИ чинела 592.000, СДСМ потрошиле 200.000, а ДПА во кампањата потрошила 11.000 евра. Интересно е што сите партии го пробиле планираниот буџет и завршиле со негативно салдо. Најголема дупка има кај ДУИ, кои на крајот за 19 пратеници останале во минус од 313.000 евра. Тоа беа бројките. Изборната фактографија која покажува и овој пат почеток на минусни салта. Што значи тоа и дали веќе денеска на средина од изборната кампања и при првиот пресек од трошењето на партиските пари можеме да заклучиме дека и годинава бојата на партиските пари ќе остане во на сива зона на шпекулации кој како и од каде донира и ги црпи средствата е само една од провокациите во дебатата која следи со Оливера Трајковска и нашиот вечерашен форум. Оливера, повели. Благодарам. Тргнуваме веднаш со дебатата. Колегата Христов ги најави моите гости Марковиќ, Божиновски, Ордановски и академик Беџети. Добро вечер. Оваа фактографија, предпоставам, за телевизија е комплицирана дури и за луѓето да ја проследат и да ја споредуваат со досегашното искуство. Професор Марковиќ, 2011 година ВМРО-ДПМН ги затвори изборите со некаде повеќе од 3 милиони евра долг на посебната сметка, спореден наспроти тоа што влегло како инкам и колку партијата потрошила. Очигледно е дека на половина од кампањата тој тренд се уште го задржува. Помалку добива во донации, но околу 600.000 евра повеќе потрошила досега во кампањата. Некои велат дека тоа е од прилика истиот манир со кој ВМРО-ДПМН се однесува и со државните пари. Проектирате буџет за пари кои ги немате на приходната страна и потоа тргнува оној синџир на задолжување. Дали вие го делите мислењето дека од тука некаде на начинот на кој што со овие пари се однесувате во кампањата за партија која треба да добие парламентарно мнозинство, тој манир потоа го преселувате и кога работите со јавните, односно државните пари? Една работа можам да кажам во однос на задолжувањето и раздолжувањето потоа. Мислам дека на оние партии кои остануваат на власт, доколку нели претходно биле, многу полесно ќе се раздолжат по изборите со своите должници отколку оние кои ќе отидат во опозиција. Така да тука и оние према кои должат треба да бидат свесни од прилика и за анкетите и за изборните проекции да направат некакво предвидување. Ова е алузијата дека потоа на Оној кој е на власт има начин да ви компензира. И тоа не е само во Република Македонија. Ама тогаш од јавните пари. Тогаш од јавните пари. И тоа вообичаено така се случува на еден или друг начин. И во таа смисла не мислам дека тој манир нешто си има особено променето во овие 25 години. Да се пробива, да се должи и потоа да се раздолжува. Прашањето е повеќе на ефективноста на трошењето на тие пари, отколку на се друго кога зборуваме за кампања. Кампањите во Република Македонија имало и стручни трудови, научни пишувано на таа тема, имаат маргинален ефект. Маргинален ефект. А ми се чини дека од избори во избори влагаме во се поскапи, се посуптилни, се помодерни со самото тој поскапи. Дали за вас разочарувачки кога ќе ги погледнете овие бројки кои се потрошени на директна кампања на терен и особено медиумска кампања? Сега ставката за медиумската кампања е нешто помала, бидејќи во процесот на преговарање од пржино беа вметнати механизми кои всушност ја лимитираат одредбата на телевизиите кои сами ги одредуваа цените комоди, па потоа огромните милиони се пријавуваа во донации на телевизиите. Сега барем со регулативата тоа не е дозволено.
Но вашата поинта е дека сепак сведочиме на кампања која не излезе од досега познатите шини, ќе дадете платена политичка програма и тоа. Не претерано во секој случај. Ордановски? Се ова што зборите е незаконски. Значи, според претходните закони, според обновениве закони, не може да се остане во никаков долг. Изборните сметки мора да бидат затворени и да бидат порамнати на денот на завршувањето на изборите, има таму некој рок од не знам колку дена. Така што кршењето на законите во Македонија е продолжува и оваа сфера и тоа беше еден од големите скандали. Бидејќи тој закон е многу прецизен. Второ, во законот за антикорупција имате посебно предвидени мерки за тоа што прават, како се однесува Комисијата за антикорупција кон компаниите кои донирале средства за време на изборни кампањи и потоа има законска обврска да следи што се случува со тие компании. Дали се некои неправедно наградени или се некои неправедно казнети во зависност од тоа кој победува и губи на изборите. Така што ние сме една потполно илегална држава во која што ништо не функционира, па не функционира ни тој дел од законодавството, инаку за тоа има предвидени затворски казни. Значи финансиите спаѓаат во тешки криминали во изборите. Трето, овие цифри се лажни, немојте да мислите дека толку е потрошено. Потрошено е најмалку дупло. Се разбира дека има море од црни пари, се разбира дека продолжуваат праксата да се плаќаат под рака пари, да се плаќаат на друг начин и така натаму и така натаму. Ова е само една форма која што ајде годинава па уште гледам дека се трудат нешто и да задоволат па на време поднесуваат извештаи, иначе ни тоа не го правеа. Ние со години како Транспарентност Македонија ги следиме овие работи и констатираме огромни пропусти. Кога ние би биле правна држава, тоа, како да ги кажам, генералните секретари на повеќето партии, а особено на владеачкиве партии, со еклатанти криминали ќе требаше се уште да се во затвор, барем од криминалите во 2011 година. Тоа е се предвидено во законите. Нема кој да ги спроведува. Божиновски, дали за вас, кога ќе ги погледнете овие суми, има смисла наспроти очекувањето дека една кампања со годините мора да почне да расте, не зборувам само на една политичка партија генерално, а ние гледаме од прилика ист запис, ист третман и на медиумите, ист третман и на непосредната кампања, главното време го трошат како да ги соберат луѓето за митинзи, затоа што тоа веќе утре ќе се најде во телевизиските вести и тоа е тој круг во кој се испорачуваат комуникациите. Па да, тука морам да се сложам. Значи, од кампања во кампања, факт е дека гласот на оние граѓани кои што се неопределени станува све поскап и тоа од две причини. Првата причина е што самите кампањи стануваат поскапи, а втората причина е што помалку луѓе има кои што се определуваат за кого ќе гласат во самата кампања. На тој начин вие за помалку луѓе трошите повеќе пари. И второ, тоа е апсолутно точно, повеќе пати сум го кажал, мора кампањата да биде малку поиновативна. Ние немаме иновација во кампањата, па веќе неколку изборни циклуси, кај сите партии го говорам ова. Значи, апсолутно е мене ниту една кампања на политичките партии, еве на овие избори да ги земеме, на некој начин не ме изненади. А нели кампањата е таа која што треба да го изненади потенцијалниот гласач, значи не ме изненади искрено, затоа што го имаме... Простете, за годишен циклус во кој требаше да имаме избори на 24 април, па требаше да имаме избори на 5 јуни, па на крајот имаме избори на 11 декември, би требало во ракописот на стратезите кои ги планираат кампањите во политичките партии во година која сме поминале под тој притисок дека изборите само што не се случиле, да видиме ракопис кој покажува дека навистина пораснале на нивото на предизвикот како треба да се комуницира во 2016 година во смисла на испраќањето пораки, па вклучително и водење војна со политичкиот противник во изборна кампања. Да, но од друга страна токму поради оваа состојба го имате и моментот кај што повеќето луѓе во држава едва чекаат само да заврши ова. И затоа и кампањата, значи го нема оној адреналин и онаа возбуда, да кажеме, која што вообичаено постои пред некој изборен циклус, без разлика, не навлегувам дали е таа мала, многу мала или е па
поголема. Значи сега воопшто не постои таа, токму поради све она што се случуваше во изминатиот период, едноставно луѓето сакаат све ова да заврши. Затоа на некој начин и самите кампањи изгледаат, или барем такво е моето чувство, као и политичките партии го одработуваат колку да го одработат, чекаат да се заврши тоа, да дојдат изборите и да заврши цела оваа состојба во која што се наоѓа државата. Барем тоа е моето чувство. Така да иновативност, добро, од друга страна постои одредена иновативност во она што се нарекува нови медиуми. Така да, значи, по социјалните мрежи, по веб порталите, по YouTube ако сакате, значи има некоја иновативност, но сепак според мене треба да се смени самиот пристап, значи самиот начин на кој што сака да се прати пораката, ама очигледно за тоа ќе треба да ги почекаме некои следни избори. Тоа е тоа. Академик Бечити, сумите покажуваат дека всушност владеачката коалиција, сега веќе тука ја додавам и ДУИ, од овие 2,2 милиони евра, 1.400.000 евра отпаѓаат на ВМРО ДПМН и 1.000.000 и тука некаде приближно отпаѓаат на ДУИ. Добро, генерално покажува ли тоа дека заедно, меѓу другото, си помагаат со истиот, потполно истиот манир? Како доаѓаат избори, се раздвојуваат како најголемите непријатели, а всушност тоа е најдобро подадената рака во која и едните и другите трчаат да го заработат на пазарот тоа што ќе ги донесе ВМРО вели до 63 пратеници, ДУИ тврдејќи дека тоа е најголемата опасност, всушност го турка филмот за да земе максимум за себе. Па очигледно се доста добро координирани, така во конкуренција, јас би го нарекол таа некоја привидна конкуренција и ние во теоријата тоа го нарекуваме соработка во конкуренција, co-opetition, cooperation in competition. Така да во оваа политичка формулација, тоа е многу одлична формулација и води на оваа гарнитура веќе 10 години и сме ги виделе во тие верзии. Но јас сакам малку еден краток освет. Тоа е како на тендер кога го местите вториот за да го добиете тендерот. Тоа сигурно. Па после го поделите со првиот секако. И тоа еден после е аргатот, а другиот е тој што ја зема ајката, односно крајмакот. Но секој случај износите што ги слушавме, мислам дека апсолутно не одговараат на вистината и агресивноста што ја гледаме во однос на тоа, барем во реклами, барем во тоа што се прави по билбордови, по сите овие би рекол медиуми и на кој начин тие ги известуваат тие пари. Дефинитивно разликите се далеку поголеми, кој се должи и на трансакционите трошоци, бидејќи еден добар дел од нив треба да плаќаат одредени давачки, а се знае при такви званични, би рекол, трансакции треба да плаќаат ДДВ, кој што е 18%, а друга страна вамо ќе ги влечаат од тековните жирални пари со најголема цена на чинење од 11%. И така да и пресмртковно испаѓа дека им се исплатува повеќе на тој начин да работат. Јас уште пред 10 години едно време се потрудив да направам комбинација на факторите кои детерминираат шанси за победа на избори и тогаш се сеќам, па сега ме потсети ова на 3P фактори. И тогаш рангирав профил, значи човекови профили, платформа или програма и пари. Тоа 3P денеска е превртено и почнува дефинитивно со пари, а мислам и завршува со пари. Од тоа што гледаме малку кој анализира профили на луѓе, малку кој анализира платформи, затоа што дури и парадоксални се некои работи, се претрчуваат кој што ќе обечава повеќе од другиот и што е најчудно, значи некој континуитет на продолжување на тие лаги кои што сме ги виделе досега. И тоа се случува паралелно и кај ВМРО, и кај ДУИ, но истовремено и СДСМ. СДСМ као да се такмичи од таа гледна точка, се гледа и по напредокот на износите и по парите, на кој начин да нудат повеќе од тоа што досега се покажал некој дека може тоа да го прави. Па веројатно и ќе го анализираме потоа. Професор Марковиќ, ако на трагата на ова што говори Божиновски, ако веќе
клучните партии ги имаат стабилизирано и осигурено своите главни гласачки јадра, и сега е битката за неопределените. Моето изненадување, ако од кампањата која ја следиме сега, треба да го направиме фотороботот на неопределениот кон кој се обраќаат и ВМРО ДПМН, и СДСМ, и ДУИ, и ДПА, мене ми звучи прилично подценувачки како тие го доживуваат тој неопределен, како што вели академик Беџети. Тоа е веројатно некој кој што сака да му кажуваат за чоколадо, сите до еден, што го прави Ставревски малку покомотен, дека тој не е единствениот човек кој што лебо требал да го замени со чоколадо. Тоа е кампања за чоколадо. И тоа кој најдоброто ќе го понуди. И вториот момент дека кон неопределениот продолжува истата приказна од оној главниот наратив на стравот, а тоа е федерализација, доминантно во пораките на ВМРО ДПМН, која успеа да ја навлече СДСМ, барем досега во овој период на кампањата, да мора да одговори да се брани од тој наратив кој што ВМРО ДПМН успеа да го постави во кампањата како главен страв што би се случило со државата ако одлучите да и кажете не на власта. Неопределените гласачи вообичаено во теорија на јавно мислење се сметаат за проопозиционо настроени. Но денојаве слушнав една многу интересна теза, дека на овие избори е малце потешко да се предвиди колку од тие прво ќе излезат, и второ, добра, ајде, тоа и до некаде може да се предвиди, и второ, дали треба сите да ги атрибуираме на опозицијата. Постои една контралогика која вели дека всушност меѓу неопределените може да има многу провладени гласачи, кои во оној момент кога беа објавени бомбите веќе им е непријатно да кажат дека ќе гласаат од една или друга причина, од некаква лукративна причина или екзистенцијална и така натаму, би гласале и провладино. Така да јас во анализата на неопределените ќе биде и тајната на тоа каков ќе биде финалниот ишод. За тоа како го профилираат... Веројатно не име страв да кажат, еве да речеме име срам. Срам име. Тоа сакав да кажам. Не знам што реков. Мислев на тоа дека име срам да кажат, поради тоа што целата ситуација со бомбите, она што се објави, предизвика едно општа нелагода, јас би рекол. Така да, ако постојат такви мотивации, кои може да бидат, рековме, лукративни, кои може да бидат екзистенцијални и така натаму, тие ќе бидат заскриени во категоријата не знам. Сега, тука да се процени во тој корпус на неопределени гласачи колку ќе одат кон опозицијата, колку воопшто ќе излезат, второ, колку ќе одат кон опозицијата, колку ќе одат кон власта, може да даде прилично тој што тоа ќе успее да го направи, веројатно ќе биде најблиску до погодување на исходот на изборите за една недела. За тоа како го гледаат неопределениот гласач партиите, ќе мора да ги прашаме нив. Можам да кажам јас како мене ми изгледа неопределениот гласач. Мене неопределениот гласач во овој изборен циклус ми изгледа понесигурен од кога било. Има чудни зверки, би рекол, на овие избори, во смисол на политички актери. Од една страна имате големата четворка која и вие споменавте, имате СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДП, но имате една комплетно реконфигурирана понуда и на десницата и на левицата, која прилично знае да збуни. Посебно во едно идеолошки релативно конфузно профилирано општество како што е нашето. Така да јас рекам гласачи кои имаат дилема помеѓу Љупчо Георгиевски и левица истовремено. И на социјалните мрежи наоѓам такви навидом конфузни идеолошки. Тоа е барање на некаква алтернатива надвор од политичкиот мејнстрим, од овие 4 големи партии, а при тоа и оно што професорот Беџети го кажа сосема веројатно точно, и ова што го кажувам налегнува на таа теза, дека постои конфузија во која алтернативата ја барате во два сосема спротивни табора. Така да неопределениот гласач е веројатно помалку избунет, помалку и уплашен, а дали ќе остане неопределен, тоа ќе треба да видиме. Радански. Ја да ви кажам, веќе и напишав дека овие избори никој не може да ги предвиди. Мислам дека сите овие истражувања на јавно мислење, ние денеска објавивме едно во форум аналитика, веќе го има на интернет и така натаму, се во голем дел неточни. Они се заправо точен збир на неточни податоци. Тоа е делно на ова што го говори Ненад, делно е тоа што јас констатирам, бидејќи ние исто така се бавиме со читање на тие истражувања со децении, да не кажам, неверојатно голем процент на луѓе кои лажат. Значи тоа е вон секакви статистички некакви предвидувања. Луѓето ве гледаат на прашањето кои ќе им ги видите, контролните прашања, кои ќе видите како одговараат, кога ќе ги прашате за овие клучни неколку прашања за кој би гласале, што гледате како масовно се лаже.
Значи, вие имате реално една растресена социјална, обштествена, политичка еден терен во Македонија во последниве неколку години. Имате маса збунети луѓе. Имате, тоа не е ништо спорно кај анкетите, дека незадоволството од состојбата е големо. И вториот неспорен податок е дека над 95% од албанците го мразат Груевски. Во него гледаат човек кој што ја дели државата, ги смалува нивните да прави закана по нив. И тоа се само неколку, 1, 2, 3 можеби податоци кои што се во сите анкети, да речеме, се некаков индикатор, да. Ова другото, тој што сега, второ видите, кога вие на недела дена пред избори имате до 40, до 45% од население кое не можете да предвидите, не сака, не знам, не ви кажувам и така натаму. Како вие ќе определите дека една партија добила 24% поддршка, другата 19%, третата 12%, па тоа нема ништо врска. Одлуката лежи во овие 45%. Затоа и на крајот имате еден психолошки момент, а тоа се случувало мене, јас често го кажувам примерот со Србија, кога се бираше помеѓу Николич и Тадич. Имате една маса од народ кои што застануваат за ЦВС-та и, например, во српскиот случај, иако сите знаеа дека е Тадич подобар председателски кандидат, застана и рекоа доста е. И заокружуваат опција која го одразува нивниот, како да ја кажем, став дека, види, све е тоа у реду, све чувме, све видовме, доста е. Тоа тешко може да се предвиди во овие анкети. Ајде да не кажам дека тие што ги измисли анкетите ги утна прогнозите на неколку еклатантни случаи на глобално ниво. Така што јас доаѓам повторно сега, знаете како, во последните 20 на години се формираше цела една научна дисциплина, двајца луѓе добија Нобелови награди за тоа, кои што констатира една теорија дека кога ќе се спротистави статистиката на инстинктот, секогаш победува статистиката. Се плашам дека светот толку се раздрмува што почнува инстинктот неконтролирано да влијае врз статистиката. Божиновски, ако анкетите се уште сета не доверува за која што зборува Ордановски поради многоценни. Воопшто не се слагам со Сашо, да се кажам. Баш ми е драго да се кажам. Би бил разочаран да е обратно. Добро. Званично објавените анкети сите досега и даваат во различен сооднос предност на владеачката ВМРО ДПМН. Ако таа се обидува се уште во фокусот да го одржи тој наратив, Зоран Заев еднакво на поделба на Македонија, да ги дефинираат ДУИ како евразиски фактор кој што не знам што прави во Македонија, ВМРО ДПМН е се уште чадорот кој преку Зоран Заев се обидува да ја уништи Македонија, тоа е наратив кој што смета дека ќе ги одржи неопределените во различен сооднос за кој што зборува Марковиќ? Значи видите, постојат три типа на неопределени гласачи. Во она теорија на Елизабет Ноел Нојман, која ја нарекува спирала на молкот, и која што е направена врз база на одредени избори кои биле чудни за тоа време во Британија и во Германија уште во 70-тите, значи се направена на подолба на три типа на неопределен гласач. Прво се така наречени оние гласачи кои што се плашат да кажат за кого ќе гласат, тие се вообичаено проопозицијски настроени. Затоа што вообичаено, значи, тоа не, значи кој ќе кажеме се плашат, не тоа дека страф они ќе бидат малтретирани, него едноставно не сакаат да кажат бидејќи не се согласуваат со условно кажано мнозинството кое што е на власт. Вториот тип на гласачи, неопределен гласач, се оние гласачи кои што се срамат да кажат и кое што е доста присутно во европската историја. Значи тоа се партии кои што добиваат многу посериозни гласови отколку што им е предвидено. Еве да земеме да кажеме кога се појави Сириза во Грција, сега веќе се етаблира, ова Сириза се извинувам, Златна Зора во Грција, сега веќе се етаблира така да и не е толку проблем. Или другите крајно десничарски или крајно левичарски партии. Да споредиме кај нас тоа што вели професор Марковиќ. Се срамиш дека твојот премиер вели да му нарачаме 3-4 шамари да му ги врзат таму пред сите. Не е кривично дело. Може да се срами од повеќе работи. Може од повеќе. Може од повеќе. Значи тоа не е само за една политичка партија. Тоа не важи само за една политичка партија, него од различни причини постојат такви гласачи. Третата група на неопределени гласачи се оние кои што не знаат за кого ќе гласат, но сакаат да бидат со победникот. Се поврзуваат со победникот. Излегува да гласа и сака да гласа за оној кој ќе победи, бидејќи така добива исто чувство на победник.
тие гласаат за оној за кој што се смета дека е победникот. Така да ние сега што имаме во ситуацијава? Дел гласачите кои што условно кажано се плашат да кажат за кого ќе гласаат, наклонети кон СДСМ, дел гласачите кои што сакаат да идат со победникот, наклонети кон ВМРО-ДПМНЕ, и третиот дел практично кај нас во моментов е непостоечки. Значи, оние shy voters кои што се појавија во Америка, особено во Висконсин, Пенсилванија и во Мичиген, и кои што го донесоа Трамп на власт, а кои американците веќе не им се случило тоа во историјата, промашија да го приметат за тие три држави, инаку на ниво на Америка си ги погоди анкетите, така да се си беше во ред. Едноставно кај нас тоа не постои. Тоа можеше да се појави можеби во минатото, кога едно време во централниот дел на Скопје во 90-тите беше едноставно можеби срам да кажеш дека го поддржуваш ВМРО-ДПМНЕ, нели тие беа небањати, небричени, селјаци, како ги нарекува се повеќе. Тоа веќе не постои. Така да кај нас се овие две групи повеќе, значи оние кои што се плашат и оние кои што кај кои што е перцепцијата и гласат за победникот. Се додека едната партија ги има едните, другата ги има другите, тие се распределуваат. Така ќе биде на овие избори. Само кратко, професор Беџети, Све треба се да одиме. согласувам со Божиновски. Осим дека така ќе биде на овие избори. Имам јас тука безброј додавки за тоа дека после 10 години кој би можел да помисли на толку пари и квалификации, не бањати, се останато. Професор Беџети, интересно ми е во оваа поделба прашањето на срамот, стравот и пизмата, кој што ако велат што е најинтересно, каков ќе биде падот или резултатот на ДУИ, одмеруван низ овие фактори. Срам ми е од ова што го прават, но има многу причини поради кои сум врзан за оваа приказна. Лут сум поради ова што го правам, поради дистрибуцијата на гласовите, предпоставува дека ќе оди чудно, затоа што и понудата е зголемена кај албанскиот фактор и сметаат дека СДСМ пледира да земе доста од тој колач, и така наречените протестни, сериозно протестни гласови кои се по дефиниција опозицијски, кои сега веројатно нема да ги собира само ДПА. Лично моје мислење се разликува од ова искажување во делот, поготово на овие фактори, почнувајќи од срам. Барем не за овие гарнитури кои 10-15 години постојано владеат, поготово ДУИ веќе 14-15 години е постојано владење, затоа што одамна им пукнал срамот. Значи прво тие немаат срам. Има неколку ситуации да покажат дека да имале малку срам, а човек има срам, само некој кој што има некои вредности. Така да ова е само алиби, можеби, за да се оправдува и се рамнотежи со очекувањата. Значи тие може да имаат очекувања и поради тоа еве се повикуваат на нешто друго. А што однесува до стравот, тоа е факт. Значи сега постојат такви ситуации кај што ние имаме секојдневни ситуации кај што луѓето покажуваат дека ги повикуваат со SMS-ови, ги повикуваат со мејлови, ги повикуваат, им закажуваат средба, ги следат, ги фотографираат, ги следат буквално кај се движат. И во една таква армија на луѓе во администрација, во листовите за субвенции, во социјални помошти и така натаму, сигурно дека се плашат од тоа што кажуваат анкетите, дека во секој случај добитната комбинација на идната гарнитура пак излегува дека би било ВМРО и ДУИ. И од тука мислам дека многу се плашат од тоа очекување. И можеби не се со толку право кај албанскиот блок, а им даде малку шанса оваа распарчена и неконсолидирана опозиција кај албанците, затоа што веќе имате 3 понуди, релативно сериозни, трите одеднаш, значи вклучувајќи и Алијансата за албанците, и БЕСА и ДПА. Значи, трите се на некој начин, ако ги следите по суочување со гласачите, во нивните митинзи имаат подеднакво слично масовно учество. И сега, дали поделуваат една иста гласачка маса, тоа е прашање, но во секој случај тие не успеаат да се консолидираат и преку тоа ќе им направат, односно им задаваат шанса на ДУИ да преживее во оваа политичка катрахура. Овде правиме пауза за реклами, а потоа ќе видите како тоа изгледа во невозможната понуда за чоколадо на овие избори од прилогот што го подготвија моите колеги.
Партиската програма за економските проблеми на граѓаните ќе биде тема во продолжение од дебатата. Во фокусот на кампањата, најголемата лицитација во моментот е околу висината на платите. Фактографска анализа на колегата Александар Манасиев. На македонската економија најдобро ни оди во изборните програми на политичките партии. Зголемување на минималната плата, намалување на невработеноста, пораст на инвестициите на бруто домашниот производ, а намалување на јавниот долг и зауздување на инфлацијата. Ова се само дел од економските мерки кои ги нудат политичките партии во своите програми на престојните парламентарни избори во земјава. Ваквите мерки и ветувања не се новост, посебно не во време на избори. Сепак, карактеристично за овие превремени парламентарни избори е тоа што сите партии имаат обемни економски програми, со кои се обидуваат да ги придобијат гласовите на избирачите, нудејќи им повисок стандард. За прв пат, после долг временски период, изборните програми на политичките партии имаат и tekako голем осврт на економските проблеми со кои се соочуваме, и тоа е најверојатно за очекување затоа што економските проблеми толку ескалира и имаме негативни показатели скоро во сите индустрии и во куповната моќ на граѓаните и така натаму, да мораше политичките партии да се осврнат на економските проблеми. Партиите главно се насочени кон ветувања за решавање на основните економски маки на граѓаните, сиромаштијата и невработеноста. Има и специфични мерки, како на пример заекнување на конкурентноста на домашните компании, потикнување на младите да основаат своји стартап компании со цел да ја граат собствената иднина во Македонија и пред се нудење на можности тие да останат во земјава. Во својата изборна програма ВМРО-ДПМН нуди голем број на економски ветувања. Програмата реално предвидува нови 70.000 вработувања, пораст на бруто домашниот производ од 2,3% за наредната година до 4,5% до 2020 година. За истиот период се ветува и големо намалување на буџетскиот дефицит, како и намалување на невработеноста до ниво од 17% во период од 4 години. ВМРО-ДПМН ветува и поголеми плати во јавниот сектор, но и ревитализација на како што велат фирмите кои биле жртви на транзицијата, како што се Охис, Хемтекс, Центро, Јака Табак и други. СДСМ во својата изборна програма исто така нуди голем број на економски мерки, со кои сака да ја подобри лошата економска состојба во Македонија. Планот за живот во Македонија предвидува пораст на просечната плата до 30.000 денари, поддршка за домашните фирми од 140 милиони евра, како и неповратна помош за младите со добри бизнис идеи до 10.000 евра. СДСМ нуди и поврат на 15% од данокот на дадена вредност, со што тврдат дека секое семејство ќе може да задржи една просечна плата во текот на годината. Специфично е ветувањето и за враќањето на ефтината струја за домакинствата, со што тврдат дека ќе го олеснат животот на граѓаните кои во текот на изминатата деценија плаќаат и до 100% повисоки сметки за струја. Најголемата партија од албанскиот блок ДУИ има најоптимистички прогнози за пораст на БДП, и тоа до 5% за завршување на 4-годишниот мандат. Исто како и нивните коалициони партнери од ВМРО-ДПМН ветуваат нови 70.000 вработувања. Просечната бруто плата според ДУИ треба да достигне 580 евра во 2020 година. Карактеристично за овие избори лицитирањето е околу тоа која партија ќе понуди поголема минимална плата. ВМРО-ДПМН, СДСМ, Левица и Коалицијата за промени и правда одат со конкретни бројки за зголемување на минималецот, кој би растел до 2020 година. Додека од ДУИ не одат со конкретна бројка и ветуваат процентуално зголемување на ниската плата во наредните неколку години. Според нашите истражувања постои простор за пораст на минималната плата, која што во моментот изнесува 10.080 денари, освен на секторите во кожарската и текстилната индустрија, каде што изнесува 9.000 денари. И според нашите проекции за 2016 година минималната плата би имало простор да се зголеми до износ од 11.300 денари, а до 2020 година би пораснало до некој износ од околу 13.000 денари. Зголемувањето на минималната плата секако ќе има позитивен ефект за економијата, во заекнување на куповната моќ на граѓаните и во подобрување на ефикасноста на работната сила преку зголемување на нивната продуктивност. Сепак, тоа може да има и негативни последици. Ако во подолг период имаш политика на продавање на ефтина работна сила со минимумот или под минимумот на просечна плата, знаеш дека тој неминовно еден ден може да стане социјален проблем, а социјалните проблеми носат социјални нереди. Воопшто не изненадува тоа што партиите во изборните програми ги таргетираат граѓаните со ниски примања, посебно ако се знае дека 40% од вработените заработуваат плата до 12.000 денари.
Лошата економска состојба во земјава им дава можност на политичките партии во своите изборни програми да понудат голем број на економски решенија со кои што директно ќе атакуваат на гласовите на армијата невработени во земјава, но и на огромниот број на луѓе кои што живеат под прагот на сиромаштијата. За топ тема на ваша страна, Александар Манасиев. Во милиарди евра се бројат сите овие ветувања за чешмите, од кои после 11 декември ќе тече мед и млеко. Но од друга страна има многу партии кои во исто време го споменуваат и фактот дека буџетската каса е празна, се полни само со позајмици, а државниот долг е се поголем и поголем. Од тука и моето прво прашање во продолжение на форумот директно до академик Беџети. Господине Беџети, ако ова го споредиме сите овие ветувања, сладки, убави, сладкоречиви, ги споредиме со последните денови објавени статистички податоци, од кои еден е на Евростат, а тоа е дека секој трет македонец не може да си дозволи да излезе еднаш месечно на кафе или на семејен ручек, или последните дека вкупните долгови на домакинствата изнесуваат 2,02 милиарди евра или 21 милион евра повеќе од септември, кој би бил вашиот коментар? Добро, еве, генерално јас се слагам со констатацијата дека добро оцениле политичките партии дека доминантно преференциите на граѓаните ќе бидат посочени врз основа на економските понуди. Тие се доста атрактивни, меѓутоа никој од нив не направил барем една апроксимативна пресметка и да каже дека прва, втора па до четврта година кој е потенцијалот и од каде ќе се исцрпуваат тие извори за финансирање на овие понуди. Две-три елементи да анализираме само, круцијални. Прво е минимална плата, која генерално треба да порасте некаде 50% до крајот на мандатот. Значи, ако сега таа е 10.800, треба да порасте за 50% до крај на мандатот. Разликата е тоа што ВМРО прави исклученост на две индустрии, значи и кожарската индустрија и текстилната индустрија, а СДСМ дури и тоа не го прави. Треба да покажуваат и пресметките ќе покажуваат дека во секој случај ова е обратно пропорционална корелација со потенцијалниот број да порастот на вработување. Така да оваа корелација е обратен ефект. Кога веќе обечавате 70.000 вработени, нововработени, 100.000 нововработени, а со зголемување на минимална плата која не може работодавецот да го обезбеди или да го исплати. Фактот дека одредени индустрии, во поготово овие гранки, обезбедуваат висока профитабилност, поедини компании не ви дава можност вие тоа да го правите генерално, значи за целото стопанство. Јас и слушнав тие образложенија дека има поедини компании кои што обезбедуваат таков степен на профитабилност дека тоа е очекувано, бијќи кај нив би требало да се наметне тоа зголемување. Значи, ова е обратно пропорционален ефект, ќе даде ефекти во фискалните биланси. Од друга страна, фискалниот простор кај нас одамна е потрошен. Значи, ние веќе реално статистички сме се покачиле на долг од 51% званичен. Никој не може да со сигурност оцени колку е незваничниот дел, но најмалку јас тврдам 5-6% плюс од ова е. Значи, ние сме во границите на горната граница на задолжување и одамна веќе сме го преминеле и од страна на приходите последниот извештај на Европската комисија покажува да барем последните 5 години ние имаме просечно потфрлување на проектираните приходи за 5 до 6%, помалку од проектираните. Ако тоа се случило 5-6 години поред, до сега, кој гарантира дека нема да се случи идната година, бидејќи истоштен е и дехидрирано е стопанството. Значи, од таа гледна точка, ако веќе одите во некој правец да понудите вакви добри и минимална плата, и социјална помош, и покачување на пензии, треба да ги проектирате од каде?
А веројатно од враќање на крадените пари, професор. Добро, тоа на крај ќе го кажам. Секако тоа е потенцијал кој што ја веќе 2 години го изнесувам и тоа е сериозен потенцијал. Нажалост, ако успеваме, ако имаме механизми, бидејќи тоа и не е толку лесно. Мислам, ако оди во една демократска процедурална постапка, сами ќе ги вратат. Не е толку лесно, но сакам да заокружам во еден друг момент. Во делот кај обеќањата во социјалната сфера. Значи, компонентата на социјалата, преку враќање на даноците, ова уште повеќе го оневозможува, затоа што вие ако враќате 15% ДДВ на крајот на годината, а знаејќи дека ДДВ е моторот што го полни буџетот заедно со акцизите, значи од даночните приходи, овие два генератори на приходи се доминантни. И ако од тука сега рефондирате, уште повеќе го намалувате, значи доаѓа уште поголем дефицит. Тоа повторно ќе влезе во потрошувачка, па повторно нешто што беше критикувано досега, морам да кажем, беше во однос на префорсирање на субвенциите во земјоделието. За разлика од досегашно реализираните и за разлика од тоа што нуди ВМРО, бидејќи вели за наредните 4 години нуди 600 милиони кумулативни субвенции на земјоделие. СДС нуди 640 чак. Значи 10 милиони повеќе годишно. Сега, тука ли е такмичењето? Ова го гледаме едноставно како несериозно. Добро е тоа ако успевате да ми докажете пресметковно од каде ќе ги исцрпите за тоа го правите и под еден услов би било добро, а во тоа не сомневам, дека поодговорно, поквалитетно, посериозно би ги управувале за да ги алоцираат посодветно. Ова верувам и јас. Професор Марковиќ, ова зашто сега зборува академик Беџети, вообичаено не е тема која се отвора и расправа во изборен период кога сите се тргнати во лов за гласачите. Но нашиот хендикеп дека воопшто не одржувавме дебата околу овие важни сидра поради односот на властите, дека тоа не е транспарентниот простор или тема за која разговараме за нашите пари, сега се користи на еден крајно недозволив начин. Имам впечаток дека ова е дури и понавредливо од оној чисто политичкиот дел во кој се надпреваруваат играјки со стравовите на граѓаните. И ова ја допира точката во која прашувам дали имате способност да го гледате сопствениот живот наспроти приказната која доаѓа од телевизиските екрани и политичките пораки во оваа изборна кампања во која ви останува само да речете каде да потпишам, имам пасош дека во следните 10 години нема да ја напуштам земјата и ќе доаѓаат на ваша сметка плат или не знам што уште, до таа граница е симнат тој однос. Има едно свето тројство на непристојни понуди кои за жал се диктирани од политичката побарувачка. И тоа ми е мене најтрагичниот дел. Ја можам да ги сватам политичарите зашто го зборат ова. И професор Беџети тоа одлично го илустрираше. Ќе ви дадеме поголем колач на повеќе луѓе, да го простиме економски редукционизам комплетен. Светото тројство на непристојни пораки кои се праќаат, не се сите три понуди, туку пораки се страв, виктимизација и подкуп. Тоа се кај сите партии трите пријави рекол предоминантни мотиви. Страв е се продава преку онаа порака, што ако вие останат, дојдат и така натаму, тоа се приказните за федерализација, например, и така натаму, која се аугментираше комплетно во кампањава, да земаме еден пример. А подкупот се состои точно во овој дел. Јас не знам зошто воопшто не анализираме од една малце од една етичка дистанца, каде што за мене поразително е во овој дел на подкупот, што се стимулира можеби оно што е најлошо за една пазарна економија во која јас колку толку верувам. Сега веќе прилично тешко таа линија да ја правиме. Се стимулира state dependency, зависност од државата. Народот чека некој нешто да му даде. Јас затоа велам, за мене попоразителен факт е тоа што не тоа што политичарите ветуваат, тие правеле веројатно некако испитување, знаат што сака народот да слушне, која песна и таа песна ја пеат. И тоа ова песна. Меѓутоа, од перспектива на политичка култура, тоа значи дека вие ги стимулирате можеби најлошата и најпогубната категорија која нас не се случува 25 години. Тоа е зависноста од државата. Ние чекаме некој нешто да ни даде, ајде да видиме кој колку ќе ни даде и врз база на тоа што ќе ни го вети,
ќе го чекаме тој нереален колач кој одеднаш од некаде ќе не се појави. Па вие не можете ни да привлечете толку странски директни инвестиции, нити да најдете алтернативни извори, дури со враќање на нечесно стекнати пари и така натаму, за да ова го возможите. Така да не само што е нереално и апсолутно неостварливо, туку и неодговорно. Меѓутоа, и само накратко, третиот момент е виктимизацијата, главниот мотив, леле што ни прават. Така, леле ако не освоиме 63 пратеници, леле ќе има реваншизам ако остане партијата на власт и така натаму и така натаму. Така да тие три мотива ми се мене стандард, еден златен стандард кој партиите го адресираат, што видливо, што сублиминално. Ордановски, забораваме на тој извештај на Европската комисија, тоа е ставен некаде во фиока, како велат, годинава не пречека во незгодно време, зафатени сме со други работи. Но има една важна таму оценка, вели дека под сомнеж ги ставаат дали Македонија воопшто има функционална пазарна економија. Ако тој аргумент сега го споредиме со изборната кампања, таа всушност е засилувач на впечатокот дека државата ти е мајка, државата те вработува, државата ќе ти плаќа, државата ќе те субвенционира, државата ќе стане доминантниот бизнисмен и дека сите критики дека досега беше на дело невиден клиентелизам почнуваат да се шират, еве како сите ние би ви понудиле решенија со кои што клиентелистички ќе ве држиме. Се тоа разбирам, ама и дел од овие расправи што ги правиме, ние се однесуваме како да живееме во демократска држава. Македонија не е демократска држава, овдека на тема на трошењето на парите беа со позиција, со специјална позиција исфрлани пратениците од собранието. Значи, историски погледнато нема друга причина за парламентарниот систем освен контрола на тоа како се собираат и трошат парите. Ние на таа тема само пред неколку години со специјална позиција се исфрлаа пратеници од собранието. И сега ние овдека говориме со цело уважување на колегите и тоа што го кажуваат. Македонија, знаете како, ние сме повеќе, гледате, па можда и димензионално така одговараме. Ние сме една фавела на Рио де Жанеиро. И глупаво е да прашувате зашто луѓето во фавелата го поддржуваат локалниот наркобос. И сега ние одека седнуваме научно вадиме статистички вака, така со теории, зашто? Па затоа што таа им е реалноста што живеат. Таа е единственото што го знаат, тоа им е законот кој што им е секој ден на улица, тоа е стапот кој тој го држи и кој може нив да ги закачи и тие не веруваат во некаква влада или институции кои што негдека таму постојат. Тие веруваат дека ако синот му го дадат на Ел Чапо, синот ќе заработи доволно за да прехрани семејството. На таков модел на фавела, ние сега правиме научна дискусија за предвидување на избори со анализа на јавното мислење, со анализа на програми за економија и така натаму. Во една, пазите, ние сега сме речиси специјално одјавено видител вели дека првичната проценка се 500 милиони украдени евра. А ја ви кажувам дека не сме далеко од еден годишен буџет. Значи, ние, како да ви кажам, ние живееме во фавела, во која што апсолутно владее мафија, и ние држиме една културна расправа за тоа како би требало да изгледа собирањето на данокот и така натаму. Македонија е најсиромашната земја во Европа. Може би тоа знаеме да го разговараме. На курсеви да одиме како функционира мафија, па да анализираме, не разбирам. Не на курсеви, сакам само да ви кажам дека затоа дел од овие аргументации не ни функционираат. Затоа што реалноста е поинаква надвор од ова студио. Ние имаме 9% од населението кое живее со помалку од $2 дневно, ама не е $2 американски, ту по Светска банка, тоа се помалку од $60 дневно. По тоа сме најсиромашна земја во Европа. Истовремено, заради рамниот данок, ние сме земја во која што најсиромашните плаќаат најголем данок, а најбогатите плаќаат најмал данок во Европа. И сега ви имате еден даночен систем кој тоа 10 години го произведува. Огромни социјални разлики. Огромна една маса од сиромашни луѓе и една мала дружина која што, дури и кога ќе им ги видите формалните приходи, она што го пријавуваат, се супер богати, а тоа што го испокрадува се мери во милиарди. И затоа јас цело време предупредувам дека, видите, ова што го кажува и академик Беџети, ние заправо не ги знаеме ни елементарните бројки на оваа држава. Ние не знаеме ни колку сме задолжени. Ние не знаеме ни колку се странските инвестиции, знаеме дека сме последни во Европа по тоа. Ама не знаеме ни фактички колку се, бидејќи кој ќе ги ставите во реална рамка колку сме платиле за да дојдат, може да испадне дека сме ние инвеститорите, а не странците. И така натаму и така натаму. Затоа, гледайте, се ова ќе оди во овој правец на дискусија додека не падне оваа власт. Ако се случи да падне и кога ќе падне, тогаш ќе можеме да разговараме во некакви реални околности. Инаку, со власт која што
перманентно произведува лаги и фалсификати, значи отворат ли уста на ниво на статистики, на ниво на државни податоци, се е тоа фингирано. Вие какви се да правиме проценки? Не му се допаѓа на Божиновски. Божиновски одма со се нема да се согласи. Јас затоа имам сосема друго прашање да не го ставаме сега. Да не го ставаме. Јас нема да го реплицирам да сега веднаш се велам. пеколот на Данте, а ако се смени власта доаѓа рај. Божиновски живее во другиот свет, во другиот круг. Мислев да ви помогнам, значи. Ние живееме во пеколот, Божиновски не живее во пеколот. Добро. Затоа тој има моќ да поинаку гледа на ситуација. Вие сте веројатно добро информирани. Во друга реалност живееме. Така е, апсолутно. Божиновски, прилично коментари за посетата на Курц и појавувањето на митингот на ВМРО ДПМН и денеска унгарскиот министер за надворешни работи. Тоа е од онаа ненаучена лекција тие што ве учат за одвојување на партијата и државата, кога ќе дојде зорт за пријателската партија, ете ги во истиот смешан филм каде се разграничуваат партијата и државата. Но за мене поважното прашање до вас, дали ве навредува како човек дека всушност двете посети и третманот во кој што денеска е сведена Македонија од пријателите во Европа е исклучиво ви благодариме што сте добри вратари за бегалците од Блискиот Исток. На толку се сведува контрибуцијата на Македонија во надворешна политика. И едниот и другиот безмалку во своите званични посети како да беа дојдени да го поздрават само тој гест на македонските власти. Видете, мигрантите беа најголемиот проблем на Европа и се уште се. Нормално дека ќе се говори за мигрантите. Значи, нема зашто да се зборува, не може Македонија да се пофали за некаква улога, не знам, во руско-украинскиот конфликт, така? Нормално дека мигрантската криза беше таа која што ја уплаши Европа, таа која што се постави минатата година како денеска кога министерот за надворешни работи е во изборна кампања, има бегалци на границата поради што треба да разменат некакви искуства со двајцата колеги? Посетата на министри, посетата на пратеници, посетата на други политичари кои што се од европската, а во овој случај Европската народна партија, значи, е сосема нормална работа. Затоа што ако се сеќаваме, ке СДСМ дојде Ричард Ковид, па никој ништо не се возбуди. Сега дали ова сега им е криво на луѓето што ваму дошле високи политички функционери, а ваму ги нема од другава страна, тоа не знам. Но Ричард Ковид се појави, даде подршка на СДСМ, иако он имаше официјална функција, беше еден од трите, од онаа тројка бриселска, пред тоа беше преговарач, односно известувач за Македонија и така натаму. И како он се става тогаш на страната? Дали тогаш критиките кои што беа упатени кон него, он кој што ги упатуваше кон Македонија, беа можеби партиски мотивирани. Ако се навратиме на тоа, значи сосема е во ред министерот Курц и неговиот унгарски колега да дојдат како пријатели од Европската партија да се зборуваат на митинг, но тогаш не може да ја посетат другата канцеларија во која всушност тврдат дека доаѓаат во официјална посета, а ова е патем. Претпоставам дека ја разбирате таа нијанса. Сосема во ред европски политичари да дојдат и да дадат подршка за партија за која што сметаат дека ги задржала или дека се бори за истите оние вредности за кои што се борат и тие, во овој случај конзервативната партија, значи или Европската народна партија. Тоа е сосема во ред. Имало такви случаи и кај социјалдемократи, имало такви случаи и кај конзервативци во сите изминати избори. Така да нема зашто да дигаме фама околу ова. Сакав друго јас да кажам малку ако може околу економијата само секој. Значи точно е дека има одредени ветувања. Само сакам да напоменам. Многу е битно кој ги дава тие ветувања. Ако вие имате ветување кое што го дава партија која што се докажала дека дел или најголем дел од тие ветувања ги исполнува како што е ВМРО ДПМН, тогаш довербата една. Ако имате ветување од партија која што нема никакво кредитно портфолио за некакви просечна плата од 30.000 денари. Кој можеме да ти вети просечна плата од 30.000 денари, а премиер или председател на држава? Невозможно, може да збориме за минимална плата. И ако немаш кредитно портфолио, тогаш довербата е многу помал.
Затоа оваму идат со отчет и советувања, а ваму идат со кода више. Ако е така да гласаме за левица, луѓето 20.000 денари вети е минимална плата. При крај сме со терминот и бидејќи господинот Ненад Марковиќ и Сашо Ордановски ќе бидат дели од нашиот иден петочен форум и од изборната ноќ. Завршната бевме договорени така. Завршниот збор го од само 30 на секунди за академик Беџети. По се што слушнавте, абстрахирајќи се од огромното економско знаење, што за вас како гласач би било одлучувачко на 11? Во секој случај, одлучувачко за мене би било враќање на државата во нормалните токови. Тоест, институциите да функционираат и да функционира пазарно стопанство во сите аспекти. Значи, ја не се противам од овие понуди што тие ни ги нудат. Јас само барам докажување дека тоа е можно и со кои извори ќе биде направено. Инаку, тоа одлично звучи. За секого е пријатно тоа да го слушне. Ја не верувам дека со ваков потенцијал кој што имаме, со вака идентификуван извори ќе може да се... Едно, конечно е дека државата треба да биде вратена во нормалните токови, почнувајќи од аспект на функционирање на институции, правна држава и одговорно владење. И од тука мислам дека промените се неминовни да би државата продолжила да функционира. Ви благодарам. Од јавата е на Оливера. Ова е само провокација за Ордановски, кој што рече дека изборите се непредвидливи, да пополни свое предвидување за изборите. Ќе го отвориме на изборната ноќ. За Божиновски Божиновски прави анкети и мислам дека има многу податоци. Можеме ние да пополниме за Божиновски. Па добре плаќате. Нема да покажаме никаде. Почитувани, нашиот термин вечерва за дебатата истече. Ви благодарам што не следевте. Во половина од овој формат ќе се видиме и во петок, а во понеделник очекувајте новата и последна анкета на телевизија Телма за да го видите трендот во последниот ден во кој може да бидат објавувани анкети на истражувањето на јавното мислење. Довидување и од мене.